Во третото издание на Дневникот за овој ден, недела 13 септември, ќе гледате. Грејењето на дрвата е се уште наевтино. Почувствува ја Македонија со 6-тото сетило, срцето. Во Русија денеска се одржуваат избори за регионални и градски парламенти. Пенета на 33 години го освои првиот грандслем во кариерата. Ова беа најавите. Гледајте не по рекламите. Последно издание на Дневникот. Добро вечер. Годинава подготовката на зимница пред се на добро познатиот ајвар очигледно ќе биде луксус. Црвената пиперка се продава по цена од 30 денари за килограм, додека висока цена има и везената пиперка, која на зелениот пазар може да се најде за 60 до 70 денари. Вообичаениот пазарен ден беше преполн со најразлични земјоделски продукти, но она што можеше да се забележи дека повеќе се присутни продавачите отколку купувачите. Подготовките за зимница веќе започна. Тезгите на пазарот преполни со земјоделски производи, а најбаран во овој период од годината секако е пиперот. Продавачите со поделени ставови. Некои велат дека цената е висока со оглед на животниот стандард и ниските приходи кои ги примаат граѓаните, но дека други сметаат дека со оглед на времето цената е солидна. Продажбата само што започна. Задоволни сме од квалитетот, но сепак нема многу купувачи. Се надеваме истата ќе се зголеми и дека нема да бидеме принудени да го продадеме поради фактот што одстоење пиперот скапува. Додаваат дека не само од пиперот, туку и на другите продукти за зимница продажбата веќе оди, но и таму се бележат повисоки цени, а она на што се жалат и макамачат се и дивите продавачи, кои како што велат им ја превземаат работата. За пиперот, доколку е прашањето, значи моментално иде 30 денара кило на кутија, мислим на пакет. А муштерите не се толку задоволни, пошто стварно нема работа и малку му изупали тие што се најпотребни ги земат, значи зимат колку му требат. Цените моментално се доста високи за нашиот стандард. Луѓето уште чекаат некое време да се намалат цените, а верувам натаму дека ќе биде подобро. Везената пиперка за нижење, моментална цена му е 60 денара. Спрема околностите како беше летово, сме задоволни, квалитетот е малку намален, но добро ќе биде, че има доволна количина да се снабдат сите граѓани. Краставчињата, овие што се стават во тегли, 40 денари, сега моментално, карфиолот 40-50, морковчињата 40 и исто така. Лута пиперка везенка е 60 до 70. Квалитет е убав, само народ нема паре, без паре, што? Пензионери, што да плати, што да купуваат. Према годишно време не е скапа. Бидејќи времето е многу топло, секој ден го вадим. Ние сме задоволни, оваа година пиперот ни е многу убав. Али не сме задоволни затоа што надврси многу роба троши, а ми одека само плаќамо тезги и стоимо и кад дојде време пуштимо по цена одека. Мава ви у 11 кад си продаде, ва ми одека што стоимо џабе? И тој треба да се види. Лане ги измаваше, кад почнемо да кад немаше сезона, а сакате утекна сезона, ни сви надвор продавав. Цените се доста високи во однос на нашите примања. Со плата и пензија од 150 до 200 евра не може ништо да се купи, така да оваа година ќе бидеме принудени да подготвиме многу малку зимница, затоа што зимата е долга и мора нешто да се јаде. Секој според својот джеб, се жалат купувачите. Ајварот сигурно ќе се најде на домашната трпеза, како што велат тие, ќе почекаат уште малку да падне цената, па тогаш да го приготвуваат. Не, скупо е. Пуна работа, највише пипер што е овај везење, тоа е за наш джеп не е. За 10.000 плата за 150 евра, тоа е скупо, не можеш да купиш да одеш. Еве зимница, што ќе направиш со 30 дена 35 пипер црвен? Скупо е. Ќе подготвувате ли вие нешто оваа зима? Па, по нешто мора да се једе. Што ќе гледаш нешто што можеш поевтино, спрема свој джеп? Како не, све, зимница, сладко, благо, све се прави сега. Видовте ли колку е цената на пиперот? 30 денари за килограм. Све е скапо, и пипер, и патлиџани, и компир, и граф, све е скапо. Пензија мале и така. Сиромашки ќе тераме нека. Што ќе подготвувате вие ова зима? Па ајварче, ако дојде пипер на цена, ајварче, пинџурче, сос, патлиџани, мариџано, тоа се прави.
Jer život е тешко, е многу, нема работа и не ни се испеќе да купиме. Ако имаш, ке напреш, ако нема. Освен за основните земјоделски продукти за подготовка на зимница, потребни се и други намирници за кои мора да се издвои поголема сума на пари од домашниот буџет. И оваа зима граѓаните наевтино ќе може да ги затоплуваат своите домови на огревно дрво и покрај тоа што нината цена е зголемена за околу 40%. Но како што велат тие, грењето на струја ќе ги чини двојно повеќе. Граѓаните на Куманово и Годинава наевтино ќе може да ги затоплуваат своите домови на огревно дрво, а грењето на струја ќе ги чини најмалку двојно повеќе. На дрва? Зошто баш на дрва? Па има ли нешто поевтино дрво? Нема поевтино. Па ми практикуваме од дрва, свака година се грееме на дрва, па и ова зима планираме. И па да друго средство да не се грееме, пошто ту и куваме убаво за со дрвје. А зошто баш со дрва? Па некако поевтино е, затоа со дрве ќе се грееме, бидејќи со струја многу поскупо. Експертите велат дека просечно македонско домаќинство годишно користи од 3 до 10 метри кубни дрва за загревање или најчесто околу 6 метри кубни. Па зависи од 5-6 кубика не би требало. Набавивте ли? Да, набавив. Како се движат цените оваа година? Па зависи од до 3000 тука некаде се. Море тешко, многу и качија дрвата не може да купиме, бре луѓе. Па сега иде цена од 3500 до 3800. Ова зима на дрва. Зошто баш на дрва? Па зашто таков е системот за ова, за парно имаме и така. А набавивте ли дрва за ова? Уште не сум. Капи ли се? Поскапи се како не. Граѓаните се жалат дека во моментов не може да набават дрва за огрев за оваа зима, а она што се нуди во моментов на пазарот цените се зголемени за 40%. Кризата, но и високите цени на огревното дрво најмногу ги чувствуваат граѓаните со пониските примања и пензии. Просечната малопродажна цена за метар кубен огревно дрво се движи од 3500 до 3800 денари. Постојат и домаќинства кои оваа грејна сезона ќе се греат на струја и кои очекуваат делумно високи сметки. Знае се на струju, немам други услови. Зошто баш на струја? Па немам други услови, остан живо и тоа е. На струја? Зошто баш на струја? Па нема куде дрваш, куде. Во минатото во Македонија голем дел од домаќинствата се загреваа со екстра лесно маслото за домаќинство, но по нафтената криза во 80-тите години од минатиот век и драстичното зголемување на цената на суровата нафта, особено во последните десетина години, нивниот број е се помал. Грејната сезона најчесто трае 6 месеци, од кои во 3 е неопходно поинтензивно грејење, додека во останатите најчесто се сведува на делумно загревање на просториите. И покрај статистиката дека се поголем број македонци заминуваат на работа во странство, ништо помал не е процентот и на оние кои се враќаат и своите пензионерски денови ги поминуваат во своето родно место. Затоа, што ги натерало да се вратат од Германија, разговараме со семејството Груевски. Дури 90% од македонските гастарбајтери во Германија по пензионирањето одлучиле да се вратат на родните огништа кај фамилијата. Вела дека во Македонија им е најубаво, а живеачката поевтина. Еден од нив е 65 годишниот пензионер Часлав Груевски, родом од Кумановско село Уминдол. Тој веќе 5 години е пензионер, повратник од Германија, а со својата сопруга живее во новоизградената адвокатна куќа во Уминдол. Вели дека му е најубаво дома, иако неговите деца останале да живеат во Германија. За него најголемата среќа да се биде во своето родно место, а тоа и било и присудно да се врати дома. Во Германија се занимавал со браварство, а и во пензионерските денови останал доследен на својата професија. Родниот крај, тоа е најважен. Тоа кажа вака отворено и се. Јас сте во живел, како некој куќе го вржиш. За Германија. И си сакам родното место. Се во нашето село, едно многу лошо што нема тој канализација, водовод, немаме. Тие работи не може. А зошто е убаво тука да се живее? Воздухот се чисто ние се. Имаш друштво, комши има се. Тамо немаш никог. Со швагрбаш, комшија немаш. Само може да го гледаш. Само една работа, доброто утро, навреш, отиде, готов си. По кафаниша, там одиме, спацираме. Нема со кого да живееш. Тука сме сите заедно.
Ние сме мезници тука, староселци, одамна сме тука, одамна населени, тука сме родени. Со што се занимавате во овие пензионерски денови? Јас секогаш се работам, браварски работа. Секогаш ја работа. Кај се сам правам, ником ништо. И за авто, за приколка си направи, се направи сам и регистрирави бројеви, се направи. Часа во својот дом живе заедно со својата сопруга Невена, а пензионерските денови им поминуваат во градината во која ги одгледуваат скоро сите градинарски растенија. Сопругата Невена вели дека во Уминдо се вратиле да најдат мир и да уживаат во пензионерските денови, а и нивните деца останале уште да печелат бидејќи таму веќе имаат сигурна работа. Тие се вратиле во родното место бидејќи тука им е најубаво, иако во селото се соочуваат со проблемот на водоводната канализација. Натера не зашто родни крај е наш туја, стари со живеале туја, од овдек смо потекло, прави македонци, али нема везе и друг да е нас, као што се тиче, дали србен или македонац, наше е место, родно место, родни крај. По тој ми вратимо се туја, деца се повлечоше таму у Германiju, они останаше таму, али ми дојдомо. А како ви поминува еден работен ден обичен? Па, како на сваку жену која оќе да работи, она ќе си помине супер. До еден крај едно завршило, оно друго стигнало работа, малце до башчу. Одгледуемо малце лук насадено, црни лук што викав, бели лук, нешто пиперки, патлиџани. Вакви и слични приказни имаат уште многу македонски гастарбајтери кои мирните пензионерски денови ги поминуваат дома во топлата и сончева Македонија. Велат дека имаат две татковини, Македонија во која се родени и Германија во која поминале младоста и зрелоста, која им овозможила работа и пристоен живот, а сега и пензија. Но сепак, како што велат, најубаво им е во Македонија, зашто само дома си е дома покрај родното огниште со семејството. Огранокот на хрватската заедница во Куманово и годинава по трет пат организира бесплатно изучување на хрватскиот јазик. Факултативното изучување на јазикот е наменето за сите заинтересирани, без оглед дали хрватскиот јазик им е мајчин или не. Наставата ќе се изведува во просториите на Основното училиште Браќа Миладиновци. Хрватската заедница во Македонија Ограно Куманово трета година поред во општината организира часови за изучување на хрватскиот јазик во Основното училиште Браќа Миладиновци. Председателот на Кумановскиот огранок Иван Шеркинич информираше дека изучувањето на јазикот е бесплатно. Наставата ќе се организира во Основно училиште Браќа Миладиновци, а сите заинтересирани може да се пријават до крајот на месецот. Очекуваме 15 до 20 ученици да се јават. Настава организира Министерството за образование на Република Хрватска. На факултативното изучување на јазикот може да се пријават лица на возраст од 7 до 18 години. Часовите се одржуваат секоја втора недела, обично за време на саботите. За дополнителни информации заинтересираните може да се обратат до огранокот или да се информираат на веб страната на заедницата на Хрвати во Македонија. Сакам да нагласам следното. Настава е бесплатна, настава е отворена за сите, без оглед на националност, вероисповест и така натаму. Значи без оглед дали им е хрватски матерен јазик или не е матерен јазик. Ученици, значи, на крајот на настава се стекнува со свидетелство издадено од Министерството за образование на Република Хрватска. Вако вид на настава на учениците дава предпоставка да утре се запишат на хрватскиот на факултети во Република Хрватска, бидејќи еден од предмети кои се полага е и хрватскиот јазик. Хрватската заедница е мощно активна во Куманово и често организира културни и спортски манифестации. На градскиот кеј во организација на Хрватската заедница беше отворен и терен за бучање, а доста често организира и културни манифестации, ликовни изложби и поетски читања. За годинава, доколку се обезбеди поддршка, ќе се организира и Хрватска вечер. Во Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка и ова учебна година продолжува реализацијата на проектот Со читање до лидерство, во рамки на кој овој викенд се одржа еднодневна работилница наменета за оделенските наставници. Освен наставниците од Кривопаланичкото училиште, учество во истата зедоа и нивните колеги од Основното училиште Христијан Тодоровски Карапош од село Драгоманце, општина Старо Нагоричане.
Оделинските наставници од централните и подрачните училишта на Кривопаланичкото општинско училиште Илинден, заедно со оделинските наставници од основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце, општина Старо Нагоричане, викендов беа дел од работилницата за унапредување на педагошките практики во рамки на проектот со читање до лидерство. Проектот е под покровителство на Американската агенција за меѓународен развој USAID и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор и има за цел да се унапреди образованието во современото општество. Да, денеска основното училиште Илинден од Крива Паланка е домаќин на гостите кои што се дојдени од основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце, општина Старо Нагоричани, и денешната обука е со тема Читаме, учиме и се забавуваме, односно наставниците, оделинските наставници од 1 до 5 оделение кои што се членови на заедниците за учење во овие две училишта, разменуваат искуства и учат нови техники за како да работат со своите ученици за да ја подобрат јазичната писменост. Наставниците по оделинска настава се задоволни од имплементација на овој проект преку кој пред се подобрува јазичната писменост кај на малите ученици. Ги споделуваме практичните примери, оно што се го имаме изреализирано во наставата, заедно со нашите колеги од ово основно училиште Илинден. Прекрасно ги реализираме денешните активности во сите овие сесии. Сме задоволни од оваа работа. Се надевам понатаму дека исто така ќе бидат реализирани повеќе и повеќе работилници што ќе бидат во домен на уште поголема соработка и во корист на самите ученици на двете училишта. На ова обука научивме многу техники, кои ќе ги применуваме во почетното читање и пишување по македонски јазик од 1 до 3 оделение. Во рамки на проектот во предстојниот период ќе бидат промовирани сликовници и детски книги, кои како ресурси ќе ги имаат по ниските оделенија за да им послужат во текот на образовниот процес. Почувствуваа Македонија со 6-тото сетило срцето е проект кој ќе започне денеска и ќе трае до средината на март 2016 година и кој ќе опфати 12 општини во државата. Ќе се реализира од страна на младинската организација Почувствуваа Македонија во соработка со представници на културата од земјата и од Балканот. Од денеска па се до средината на март 2016 година ќе се реализира вториот циклус од проектот Почувствувај Македонија со 6-тото сетило срцето. Овој проект е во организација на младинската организација Почувствувај Македонија во соработка со представници на културата од земјата и од Балканот. Проектот ќе се реализира во 12 општини. Писатели, научници, актери, музичари, ликовни уметници, хуманитарни организации, голем број на здруженија и граѓани институции се вклучени во овој настан. Идејата е нашиот настан да не се одржува во библиотеки и домови на културата, туку да го испочитуваме обичниот, простодушниот, но мудар народ кој живее во селата. Не може да се опише чувството кога 80 годишни изработени и честни селани седат заедно со нивните внуци и слушаат како некој со големо внимание за нив рецитира поезија, пее оперска арија, глуми и им подарува книга, соопшти младинската организација Почувствувај Македонија. Проектот ќе почне денеска во општина Струга, а до март идната година ќе продолжи во општините Куманово, Крива Паланка, Свети Николе, Битола, Дојран, Берово, Маврово, Македонски Брод, Кочани, Велес и Демиркапија. Председателот на Собранието Трајко Велјановски ја честиташе еврејската нова година на еврејската заедница во Македонија, упатувајќи писмо до председателот на еврејската заедница во земјава Берта Романо Николиќ. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски по повод еврејската нова година упати честитка до председателот на еврејската заедница во Република Македонија Берта Романо Николиќ. Во пресрет на големиот празник имам чест и особено задоволство од моје лично име и од името на пратениците во Собранието на Република Македонија, вам и на сите припадници на еврејската заедница да ви упатам наискрени желби за добро здравје и успешна нова година. Нашата држава Република Македонија и ние како граѓани посветено работиме на подобрување и развој на сите заедници, вклучувајќи еврејската заедница. Ја користам оваа прилика да истакнам дека вредностите кои ги негува еврејската заедница
представуваат значаен дел во нашата заедничка заложба за зачувување на основните вредности. Тие вредности подразбираат негување на меѓучовечките односи, толеранција и соживот помеѓу сите граѓани во Република Македонија. Исто така, слободно можам да истакнам дека голем е вашиот придонес во формирање и создавање на современа македонска држава, се наведува во честитката на Велјановски. Продуцентска екипа од САД, предводена од продуцентот и експерт за туризам Дейвид Хофман, предстојува во Македонија каде собира материјал за изработка на видеа и репортажи наменети за промоција на Република Македонија како туристичка дестинација. Ова е активност што ја спроведува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот со цел изработка на промотивни видеа за Македонија, куси документарни филмови што ќе ја представа туристичката понуда на земјата во светот. Предвидено е екипата од САД за време на 10-дневниот престој да сними и изработи 6 промотивни видеа за Македонија, и тоа за винските региони во земјата. Работи што мора да се посетат во Скопје при престојот во Битола, видео за потеклото на македонскиот јазик и култура, прилог за стоби и материјал за Охридското езеро. Деновиве екипата на продуцентската куќа од САД престојува во Охрид, каде што собира материјал за еден од неколкуте документарци за Република Македонија во случајот за Охридското езеро како природна реткост и убавина што вреди да се посети. Ова што го работаме е снимање и изработка на видеа за најразлични туристички дестинации низ светот. Македонија е 64-та држава што ја посетувам и за која ќе снимам материјал наменет за приближување на дестинацијата на заинтересираните туристи. Во основа, преку материјалот сакам да им покажам на луѓето што можат тука да видат и зошто вреди да дојдат во Македонија, што е она што ја издвојува како дестинација што мора да се посети, изјави продуцентот Давид Хофман. Продуцентот преку неговата дигитална медиумска компанија соработува со бројни меѓународни организации за туризам, креирајќи туристички видеа и репортажи. Минатата година Хофман е прогласен за еден од 10 најдобри видеопродуценти за туристички дестинации од страна на реномираниот весник USA Today. Изработениот материјал станува собственост на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, така што ќе може да се користи во иднина за туристички промотивни цели. Тројца мигранти, од кои едно дете се удавиле крај брегот на грчкиот остров Фармакониси. 4 пожарникари настрадаа во гаснење на шумските пожари во Калифорнија. Во Русија се одржуваат избори за регионални и градски парламенти. Свето денеска. 3 лица, меѓу кои едно дете, се удавиле утринава кај брегот на грчкиот остров Фармакониси, што се наоѓа на околу 15 километри од турскиот брег, откако им потонал чамецот што превезувал 100 мигранти. Крајбрежната стража спасила 68 патници од чамецот, а 29 лица сами допливале до брегот. И натаму трае потрагата по 5 мина вчера исчезнати мигранти во близина на островот Самос, во источниот дел на Егејското море, но засега без некакви конкретни резултати. 4 пожарникари настрадаа во гасење на шумските пожари во округот Лейк во американската сојузна држава Калифорнија. Пожарот на планината Сиера Невада, што многу брзо се прошири, проголта неколку куќи, им се заканува на уште над 6500 други. Само за 3 часа површината што беше зафатена од стихијата достигна 160 хектари. Властите во округот издале наредба за задолжителна евакуација на жителите на загрозените реони. Гувернерот на Калифорнија прогласи вонредна состојба во окрузите Амадор и Калаверас, што ќе овозможи во борбата со огнената стихија да бидат доделени дополнителни средства и сили. Од реонот на несреќата веќе се евакуирани 3000 лица, и илјадници домаќинства останаа без електрична енергија. Во 83 од вкупно 85 субјекти на Руската Федерација се одржуваат регионални избори. Поради временската разлика во најисточните региони од земјата, избирачките места веќе ги отворија своите врати за гласачите. Денешните избори се рекордни според бројот на мандати што треба да бидат распределени, но и според бројот на кандидати. Според податоците на Централната изборна комисија ќе се одржат 10.700 избори на различни нивоа, а во 10 субјекти на Руската Федерација ќе има 70 локални референдуми. Директни избори и референдуми годинава нема да се одржат само во Северна Осетија и Кабардино-Балкарија.
По денешното гласање на регионално и општинско ниво ќе се распределат на 90.000 мандати, 1.300 изборни должности. На изборите учествуваат 207.000 кандидати, односно за секој изборен мандат има по 20 кандидати. Денешните избори според повеќето наблюдувачи ќе го потврдат влијанието на партијата на власт Единствена Русија, посочуваат француските медиуми. Флавија Пенета на 33 години го освои првиот Гранд Слем во кариерата. Франција пред рекорден број на гледачи ја декласираше Турција. Ова се вестите од меѓународниот спорт. Флавија Пенета забележа најголемата победа во кариерата и го освои највредниот трофеј за неа со триумф на САД Оупен во Њујорк. Италијанската тенисерка е една од највозрастните што го освоила својот прв Гранд Слем трофеј, а Пенета тоа го стори на 33 годишна возраст. Во италијанското финале вечерва Флавија прикажа нова магија во Њујорк и со 7-6-6-2 ја надигра Роберта Винчи. И двете тенисерки дебитираа во Гранд Слем финале во поединечна категорија, а поуспешна беше Пенета. Интересно е што и двете и претходно освојувале титули на некои од 4 највредни тениски турнири, но во игра на двојки. Винчи има колекција од 5 трофеи, а Пенета сега има 2, по еден во сингл и во женски двојки. Денеска ќе се игра машкото финале меѓу Новак Ѓоковиќ и Роџер Федерер. Франција ќе игра во четврт финалето на Евробаскетот и домаќине, а пред рекорден број на гледачи на меч на европскиот континент триколорите ја декласираат Турција со 76-53. Во арената Пиер Марој беа присутни нешто повеќе од 26.000 гледачи, што е рекорд, а Франција славеше убедливо во прекрасен амбиент. Нандо де Коло со 15 поени беше најефикасен кај актуелниот европски првак, кој ќе има полесна задача во следната рунда против Летонија. Ерсан Илјасова постигна најмногу поени за Турција 14, но немаше поддршка од соиграчите во обидот да се направи сензација. Покусото за ладување следните денови ќе имаме период на претежно сончево и топло време, поделни котлини со услови за појава на слаба утринска магла. Од вторник пак подрачјето на Македонија повторно ќе биде под влијание на топол брана од Медитеранот. Според метеоролозите, времето ќе биде многу топло за овој дел од годината. Да проследиме метео за североистокот. Дневникот заврши, ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.